Почитувани, пратеничката група на ВМРО ДПМН денеска до собранието ќе достави барање за спроведување на надзорна расправа за утврдување на причините и извршувањето на законите во постапката за доведување во стечај на Евростандард банка. Иницијативата е поддржана од цела опозиција, од ВМРО ДПМН, коалицијата Алијанса за албанците, Алтернатива и Левица. Тврдењата на ВМРО ДПМН дека банката свесно е доведена во стечај со одлевање на големи суми на пари преку кредити без покритие за финансирање на фирми од Струмица блиски до семејството Заеви, ги потврди и сопственикот на Евростандард банка, кој јавно објави и дел од фирмите каде според него завршувале парите од Евростандард банка, а кои фирми немале покритие за кредити, односно биле банкротирани. Ова е криминал од 200 милиони евра, каде оштетени се 100.000 граѓани. Овој криминал, кој води до Струмица, не смее да остане нерасчистен. За таа цел, ВМРО ДПМН бара надзорна расправа на која ќе бидат повикани сите релевантни чинители, како гувернерката на Народна банка на Република Македонија, сопственикот на банката, оштетените штедачи, финансиската полиција, Управата за финансиско разузнавање и јавното обвинителство. Мора да има одговорност за секој оној кој го довел во опасност финансискиот пазар на Република Македонија и имотот на граѓаните. Недозволиво е, затоа што некој испумпувал пари или правил сомнителни трансакции, сега да трпат 20.000 пензионери од руралните делови на државата, кои се уште немаат подигнато пензија, затоа што досега примале пензија преку пошта. Дали некој се запрашал како живеат, односно како преживуваат тие луѓе? И тие се нечии мајки, татковци, баби и дедо. Тоа се живи луѓе за кои државата мора да покаже грижа. Не може заради желбата за богатење на неколкумина над 2000 фирми сега да не може да дојдат до своите пари, од кои на поголем број од нив тоа може би им биле и единствените ликвидни средства за работа. Исто така, одговорност мора да има и затоа што 780 луѓе кои имаат повеќе од 30.000 евра во банката, сега не можат да си ги земат своите пари, односно им пропаднале. Тоа може би е и нивната животна заштеда, пари за стан, куќа и така натаму. Тоа се 700 човечки животи, 780 семејства чија иднина е уништена. Одговорност мора да има, а најдобар пат за тоа да се случи е да се откријат фактите. Токму тоа е целта преку оваа надзорна расправа која ја бараме и која мора да се случи, доколку сакаме правниот систем да функционира и инвеститорите од страна да не гледаат како стабилен пазар со јасни правила и прописи. Се друго ќе значи нарушување на довербата во системот и пазарот на капитал и ќе ги одвраќа инвеститорите од нашата земја. Ви благодарам на вниманието.